Младата женска репрезентација на Македонија до 17 години забележа нова победа на квалификацијскиот турнир Б лига за пласма во дивизијата од квалификациите за Европското првенство кој се одржа во Скопје. Нашата репрезентација победи Словенија со минимален резултат од 1:0 во битката за првото место во групата. Општинскиот фудбалски сојуз Неготино распиша оглас за прием на нови млади судии и судијки, кои ќе поминат комплетна обука од стручни лица и кои ќе бидат примени во Општинскиот фудбалски сојуз Неготино и пријавени за полагање во Фудбалската федерација на Македонија, како би се стекнале со право да судат над превари кои се во организација на Општинскиот фудбалски сојуз Неготино и Фудбалската федерација на Македонија. Селекторот на репрезентацијата на Македонија, Благој Милевски, го објави списокот со повикани фудбалери за претстојните надпревари од квалификациите против Лихтенштајн на 22 март и против Велс на 26 март. На списокот на селекторот Благој Милевски за двата меча се наоѓаат голманите Столе Димитриевски, Дејан Илиев, Дамјан Шишковски и Игор Алексовски. Во одбраната се Никола Серафимов, Јован Манев, Еџан Алиовски, Бојан Димовски, Стефан Ашковски, Андреј Стојчевски, Висар Муслио, Бојан Илиевски, Ѓоко Зајков. Во средниот ред се капитенот Енис Барди, Јани Атанасов, Или Филмас, Исни Калими, Давид Бабунски, Тихомир Костадинов и Јаго Нелези, а во нападот се Бојан Милевски, Милан Ристовски, Дарко Черлинов, Лирем Ќамили, Александар Трајковски, Кристијан Трапановски и Лука Станковски. Радовиш го промени тренерот, но се врати на поразите. Радовишани под водство на тренерското дуо Спасе Ѓоргиев и Александар Долдуров забележаа победа против Струга на домашен терен, а во Велес ремизираа против Борец, додека пак со новиот тренер Игор Котевски имаат пораз од Еурофарм Пелистер и од Пролет. Пред Радовиш е неизвестна Пролет за опстанок во елитата. Ѓоргиев и Долдуров остануваат во стручниот штаб на Радовиш. Полека, но сигурно, ракометниот клуб Охрид го склопува тимот за наредната сезона, откако денес ги продолжи договорите со повеќе своји досегашни ракометари. Имено се работи за Гоце Ојлески, Наум Костов, Даниел Ѓоргески, Дејан Кукуловски и Тејмурас Орионикидзе. Гледавте една минута спортски вести на спортска мрежа.